Организацијата Мировен корпус од Македонија вчера во Берово го презентираше новиот повик за апликации на заинтересираните граѓани кои сакаат да учествуваат во програмата на Мировниот корпус. Во присуство на невладините организации, членови од општината и училиштата, во преполната сала присутните се информираа за можноста и под кои услови можат да се вклучат во новата програма на Мировниот корпус. Надица Георгиева, програм менаџер на Мировниот корпус на Македонија, истакна дека заинтересираноста е голема, а соработката со луѓето од овој регион е на високо ниво, како и години наназад, каде многу од волонтерите кои биле присутни во Берово ги пренесуваат на секаде своите успешни искуства. Денеска нашата организација Мировен корпус дојде во Берово да го презентира новиот повик за апликации за волонтери од Мировен корпус. Имаме доста голем интерес, како што видовте денеска салата беше полна, имавме, не знам, можеби 30 и повеќе учесници и во годините наназад сме имале многу волонтери во овој регион со доста успешни искуства, така да верувам дека тоа се пренесува и луѓето остануваат заинтересирани за нашата програма. Да, ние имаме прекрасно искуство во соработка со луѓето од Берово, Пихчево, Каменица, сите општини во овој дел, затоа што луѓето се многу отворени за соработка, многу гостопримливи, семејствата се многу гостопримливи топли за волонтерите кои што живеат со нив, така да искуството е прекрасно, затоа повторно се враќаме. Главната цел на организацијата е да се развива пријателството и соработката на Америка со другите земји кои работат во програмата со пренесување на културите, обичаите и начинот на живење на еден просечен американец, каде што обучените волонтери ја враќаат и пренесуваат грижата и љубовта во земјата во која живееле, вели Катлин Кори, директор на Мировниот корпус од Македонија. There's three main goals for the Peace Corps worldwide. They're the same. Трите цели на Мировен корпус се подеднакви секаде во светот. Првата цел е да се донесат обучени мажи и жени во земјата каде што ќе служат, кои што ќе помогнат во програмите кои што се актуелни во таа земја, значи да помогнат и да работат рамо до рамо со луѓето од таа земја. Втората цел се однесува на можноста на американските луѓе да ја презентираат својата култура во земјата во која што живеат, да ја презентираат од перспектива на просечен американец начинот на живење и обичаите во Америка, а третата цел е да ја вратат назад дома во Америка грижата за земјата во која што живееле. Во главната цел, општа цел на Мировен корпус е да се развива пријателството и соработката во земјите Америка и другите земји кои што работат. Најдобриот дел од сето тоа, вели Катлин, е што во повеќе случаи некои од волонтерите токму тука ја пронашле својата љубов, каде подосна склучиле брак, па повторно се враќаат да ги посетат пријателите и роднините. Yes. Many. It's probably Абсолютно да, имаме многу такви искуства и ние се радуваме за нив. Тоа е веројатно најдобриот дел за волонтерите кои што се приклучиле на својата служба, што тоа им се случило. Имаме бракови и од страната на момците и девојките, волонтери од Мировен корпус кои што се нашле партнер во Македонија и потоа со години се враќаат повторно си ги посетат своите роднини овдека, да ги донесат внуците да си ги видат баба и дедо. Тоа е најубавиот дел од она зближување кој што може да го имаме. Дури јас би додала на тоа што го кажа, тоа се случувало и тука во вашиот регион, сме имале волонтери кои што се запознале и стапиле во брак. Вен Шефер, која 3 месеци волонтира во Берово, вели дека е среќна што престојува тука. Луѓето се фини и секојдневно се запознава со културата на градот. Моментално е професор во Општинското средно училиште Ацо Рускоски, каде што во следните 2 години учениците подобро ќе можат да го совладаат англискиот јазик. Ќе бидам тука во Берово за 2 години, ама сум била од декември, 3 месеци тука. И јас сум многу среќна во Берово. Сите е добро за мене. Берово е многу убаво, луѓето тука е многу добри на мене и многу сакам мојата работа во гимназијата и моите ученици. Јас сум учење за културата во Берово секој ден, додека живеам со семејство во Берово. Секој ден учам нови работи, како
екваната и семејство, живот, политика, културата е се. Културата меѓу Америка и Македонија е различни, ама не многу различни за мене. Сакаме живот и семејство, и фамилија, и пријатели, исто. Моментално се функционални две програми во Македонија, и тоа унапредување на наставата по англиски јазик во основните и средните училишта во државата и во секторот развој на заедниците во повеќе општини и невладини организации низ Македонија. Мировниот корпус е независна владина американска агенција, основана во 1961 година од страна на претседателот Џон Кенеди. Во Македонија е присутна повеќе од 15 години врз основа на меѓудржавен договор каде што досега волонтирале над 500 волонтери.